Ден први после ноќешните инциденти во собранието кое резултираше со 83 повредени и демолирани неколку сали од собранието, вечерва исто така на мирен протест се собра граѓанската иницијатива за заедничка Македонија против пораките кои што ги упати меѓународната заедница во Македонија, во која честиташе за изборот, незаконскиот избор на спикер на собранието, односно Талат Џафери, кој беше избран од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз во собранието. Токму и денеска во 19 часот е најавена и пресконференција на организаторите на овој мирен протест пред ЕУ инфоцентарот, како што кажав, против изборот на спикер на собранието на Република Македонија. Телевизионово разговараш и со граѓаните што се наоѓаат овде, велата нема да дозволат промена на државните символи, знамето, грбот, химната, името на Република Македонија. Меѓутоа и еден од граѓаните порача дека исто така не постои ни никаков геноцид за што треба да биде осуден на македонскиот народ кој го извршил врз албанскиот. Во продолжение ќе ја замолам и режијата да го пушти разговорот. Ние се бореме, ама изгледа дека Европска унија и светот не слуша. Многу е лошо тоа. Треба да не слушат нас. Ние имаме мака и тоа сето што го прават. Само штета е на македонскиот народ. Ама едно ќе знаат, цел свет нека знае. Никое што албанците не може да го сварат што го бараат. Значи, нема да дозволиме менјање на химна, менјање на знаме, менјање на било кој од нашите символи. Ова што ни го прават на нас, поготово Европската унија, мора внимателно да биде. Зашто изгинавме ние, бе луѓе. Доста беше ова. Гледате овој народ зошто излезе на улица. Не излезен заради убавини, излезен зашто имат мака. Спомнав се дека сте историчар по професија. Кој е вашиот став за точката од декларацијата на албанските партии за геноцид, за осуда на геноцид? Ма каков геноцид, бе? Каков геноцид, какви? Тоа се само нивните повише провокативни работи према македонскиот народ. Ние сакаме 100 живот со нив, ама не сакаме вака да ни прават. Ако не они прават геноцид, тоа е тотално нивна грешка. И никош не може да се помириме со тоа. Ја работам 37 години на Битпазар, бе. И не можам тоа да си го дозволим. Знам они што мислат. Прст ако му приши, он сака цела рака да ти земе. Тоа не може да биде. Никогаш. На синоќешните инциденти во собранието исто така ја стави Македонија на картата на светските медиуми кои што и денеска може да се забележат дека се во голем број овде меѓу граѓаните кои што се собраа на мирен протест пред зградата на ЕУ инфоцентарот. Може да се забележат телевизиски куки од соседниве држави како и од Русија кои што се дојдени овде за да известуваат за синоќешните инциденти, но и што е она што ќе се случува со граѓанската иницијатива за заедничка Македонија која, како што кажав, има најавено пресконференција за во 19 часот, така што во очекување сме на истата.